Поранешниот телохранител на Бекамови е пронајден мртов во Шпанија, пренесуваат медиумите. Мајката на поранешниот кралски маринец Крейг Ейнсворт Сали ја откри трагичната вест во објава на социјалните мрежи викендов, откако пријавила дека телохранителот на Бекамови исчезнал, пренесе Daily Mail. Таа зборуваше во јавноста откако откри дека Крейг, кој страда од посттравматично стресно растројство, ја објави последната порака на Facebook за да се збогува и рече дека полицијата ја фокусира својата потрага по него во Аликанте и областа Барселона. Неговата мајка за жал ја потврди трагичната вест за време на викендот. Откако американските медиуми пишуваа за тоа дека глумицата Блейк Лајвли и пеачката Тейлор Свифт се скарани, сега тие наводно се смириле. Нивниот однос, според тогашните наводи, се променил кога режисерот Џастин Балдони ја спомна Свифт во неговата тужба против Лајвли. Пеачката наводно била лута што била вовлечена во правната битка. Според неименуван извор, сега двете пријателки ја разработиле состојбата и повторно разговараат, објави Daily Mail. На Тейлор се вели се уште и е непријатно што е спомната во тужбата. За потсетување, Блейк Лајвли во декември поднесе тужба против Џастин Балдони, нејзин соработник во филмот Ова завршува со нас, каде што и двајцата глумат. Таа имено го обвини режисерот глумец за сексуално вознемирување. Џастин потоа ги тужеше Блейк и нејзиниот сопруг Рајан Рейнолдс за 321 милион фунти, обвинувајќи ги дека се обидуваат да му ја уништат кариерата и угледот. Во својата против тужба, Балдони тврди дека Блейк ја понела Свифт на состанок заради промени во сценариото, но и дека глумицата ја искористила својата мега славна пријателка за да го заплаши. Според Тейлор, таа немала намера да биде таму за состанокот и дека едноставно дошла да се види со пријатели. Тоа беше прв пат Тейлор да се сретне со Џастин. Таа немаше поим кој е тој, а Тейлор беше само љубезен. Беше љубезна со него како и со сите што ќе ги сретне, изјавил изворот. По тужбата пеачката одлучи да молчи и да не се меша јавно во спорот. Според познавачи, тоа оди во прилог на одбраната на Џастин. Маја Вукичевиќ е родена на 8 април 1974 година. Најпрвен кариерата ја започна како ТВ презентер и новинар, но музиката цело време била присутна во нејзиниот живот, благодарение на нејзината мајка Милка, која била оперска пеачка. Нејзиното пеачко деби се случи во септември 1997 година, кога на фестивалот Охридски трубадури ја исполни композицијата Единствен на Кире Костов и Огнен Неделковски, за чија интерпретација се здоби со награда. Потоа Маја ја продолжува кариерата на фестивалите Еврофест 97 и Скопје 98. На Скопскиот фестивал настапува со песната Број до 10 на Стево Чрчев и Александар Митевски, во која аранжманот го напиша познатиот белграѓанец Раде Радивојевиќ. Во текот на 98 година Маја соработува со тандемот Дарко Димитров, Александар Ристовски Принц, од која се изродува песната Оставиме, со која вокалистката успеа да се издигне над просекот и со која почна високо да котира на македонските топ листи. На Штипскиот музички фестивал Макфест 98 настапува со техно темата Слепец, со која без оглед што поминува без награда, успева уште поцврсто да ги зајакне своите позиции. Камерниот оркестар Скопски солисти одбележува јубилеј од 25 години со концерт во 20 часот во Филхармонијата. Оркестерот е формиран од група афирмирани и признаени македонски убитници, на кои им се придружија група млади, но мощно талентирани музичари. Интенцијата на овој ансамбл е да презентира камерна музика од барок до современа музичка литература со истакнато чувство и респект кон македонското музичко творештво. Деновиве го прославуваме јубилеј од 25 години камерен оркестар Скопски солисти, уметничка дејност.
Тоа беше многу одамна, но од сегашна гледна точка како да беше вчера, времето брзо поминува. Таа далечна 2000 година јас и неколку мои колеги во недостиг од камерни асамбли, по згаснувањето на сите асамбли во македонската радиотелевизија, ја реализиравме идејата да направиме еден камерен оркестар како загребачки и софиски солисти за да биде уметнички асамбл на градот Скопје и пошироко. Така го формиравме оркестарот со спој на квалитет, искуство и младост. Создадовме една екипа од квалитетни и искусни музичари и една група млади талентирани уметници што сака да музицираат и да се докажат. И се разбира, не беше лесно и едноставно, бидејќи почнуваме од почеток и требаше да се обезбедат услови за работа, нотни материјали и партитури, контакти со диригенти и солисти, да се оформи програма и така натаму. Во почетокот работевме самостојно на некои настани од културата, но со усвирување на програмата и делата, потоа почнавме соработка со нашите познати македонски диригенти и солисти. Велат отаму.